За Македонија вето за преговори за Украина без условна подршка за итно членство во ЕУ. Братска Бугарија со двојни аршини за интеграциите, пообраза меѓу првите да стави потпис за Украина, веднаш да стане дел од Унијата. Дека случувањата во завојуваните подрачја ќе влијае на преговорите за тргање на бугарското вето, потврди и шефот на македонската дипломатија. Министерот за надворешни работи Бујар Османи под превезот на она што се случува во Украина, најавува дека ќе се интензивираат разговорите со официјална Софија, ама не појаснува какви отстапки ќе повлече тоа. Затоа побрза да направи паралела дека на Балканот веќе има отворени билатерални прашања по примерот на Русија и Украина. И Украина треба да има европска перспектива, меѓутоа во редот на нештата не можете да го прескокнете Западен Балкан и да одите кон периферијата на Европа, оставајќи рана на срцето на самата Европска Унија, имајќи предвид дека Западен Балкан е обкружен со земји членки на Европската Унија и тоа од сите страни. Ние за идентитетски прашања со Бугарија не разговараме и не планираме да разговараме, меѓутоа се разбира влијанието на ова што се случува во Украина, во нашите билатерални односи, во регионалните односи, секако дека го разговараме. И додека македонските власти под превезот на она што се случува во Украина бараат брзо решение со Бугарија, опозицијата стравува дека власта ќе ја искористи ситуацијата за нови отстапки. Потпредседателот на ВМРО ДПМН Александар Николовски предупредува дека потребни се цврсти гаранции за самобитноста на македонскиот јазик и македонскиот народ и порачува дека на Македонија и се случува мек напад и агресивна бугарска политика, која што директно удира во темелите на македонските национални интереси. Нашиот став, кој што го искажувавме пред месец и пол-два и континуирано тоа го кажуваме, само дека не се свати сериозно, а тоа е дека доколку Бугарија бара гаранции во однос на Македонија, тогаш мора и ние побараме гаранции во однос на Бугарија, затоа што не е само почеток на преговори. После тоа има еден цел процес каде што ние практично можеме да преговараме со речникот од овие денови со пиштол на глава и тоа не се преговори. Мора да добиеме цврсти гаранции за самобитноста на македонскиот јазик и македонскиот народ. Пред се од бугарска страна, затоа што Бугарија има право да го користи ветото и ние прво тука треба да ги побараме. Случувањата во Украина на кои се посветуваат двете влади сепак не ги фрлаат во сенка интензивните состаноци на кои што инсистираат Скопје и Софија, а тоа значи дека интензивно се работи на отстапки за кои треба да се согласат и двете страни.